М Бомбонка и прашува дали диетата може да биде штетна за млекото на доилка. Дефинитивно може да биде штетна доколку поимот диета го разбираш како нешто што треба да биде кратење, редукција и така натаму. Многу од доилките кои што се во паника за нивниот вишок на килажа знаат да избираат редукциони диети и не само доилки, туку општо било кој од луѓето кои што се соочуваат со проблем со килажа најчесто избираат редукциони диети, најчесто избираат да следат начин на исхрана кој што ветува брзина, кој што ветува големо намалување на килограми за краток период и најчесто тие избори се лоши од причина што редукционите диети велат не јади ова, не јади она, скрати на калории, не мешај одредени типови и групи на храна, што е тотално погрешно и затоа во такви случаеви кога ти го осиромашуваш твојот начин на исхрана, дефинитивно ќе има последици не само како доилка и можеби врз млекото и квалитетот на млекото, но дефинитивно ќе има нарушување и во другите квалитети на работа на метаболичките процеси, затоа никогаш слабењето не го поврзувај со осиромашување на храната и со кратење на одредени оброци или групи на продукти. Напротив, добриот изглед, доброто здравје и добрата енергија исклучиво доаѓа од богата исхрана. Затоа повеќе запрашувај се како да ја обогатиш твојата исхрана, да имаш поредовни оброци, добар појадок, да пиеш доволно вода и на тој начин да не дозволуваш да се дебелееш и да си помогнеш можеби тој вишок кој што го имаш да се тргне од твоето тело.